Почитувани граѓани, ние како најмлада политичка партија сакаме да се произнесеме за актуелните настани кои се случуваат во нашата држава, а воедно и да дадеме наш допринос со конструктивни предлози за изнаоѓање на решенија за актуелните проблеми со кои се соочуваат граѓаните во нашата земја. На почетокот изразуваме пофалба за непосредното и скоро членство во НАТО алијансата како стратешка цел на Македонија, но во исто време изразуваме и длабоко жалење за големата жртва што ја направи нашата земја во однос на договорот за добрососедство со Бугарија и Преспанскиот договор, кој што опфати едно од најчувствителните прашања за македонската нација, а тоа е промената на името, но што за возврат не се отворија вратите за влез во Европската унија. Односно, не е добиен датум за отпочнување на предпристапните договори за членство во Унијата, а што беше и е приоритет на сите политички субјекти, независно дали се парламентарни или се вонпарламентарни. Имајќи ги во предвид анализите на експертите, изјавите на највисоките представници од владеачката структура, од опозицијата и не навлегувајќи длабоко во причината за недобивањето на датумот за преговори, ние како партија сметаме дека Македонија треба да продолжи да создава услови за владење на правото, безкомпромисна борба против корупцијата и создавање на услови за благосостојба на граѓаните кои што живеат во нашата држава. Како наш прв приоритет, а согласно и програмата на партијата, е домувањето, каде подитно бараме да се изврши урбанизација во сите ромски мала, обезбедување електрична енергија и доволно напон во секое ромско семејство, обезбедување дом на секое бездомно семејство. Сметаме дека државата располага со доволен финансиски и материјален капацитет, но потребно е да дојде до израз само политичката волја на носителите на власта, за да нивниот ангажман не биде само декларативен, а со цел прибирање на ромските гласови за нивните политички амбиции. Бараме соодветна правична застапеност на ромите во институциите од јавен карактер, како сервисодаватели, за разлика од популистичкиот израз на сите владеачки гарнитури, бидејќи со години наназад е воспоставена намерна пракса за нееднакво третирање на таквата застапеност на ромската заедница, кое што е констатирано и во европските извештаи за напредокот на Македонија за членството во Европската унија. Воведување на квоти при реализација на активните мерки за вработување согласно оперативниот план на Агенцијата за вработување со цел поттикнување на вработувањето на ромите во приватниот сектор. Во исто време и субвенции за предприемачи роми. Предвидуваме субвенции за сите корисници на гарантираниот минимален приход, а кои се активирани преку активните мерки за вработување во делот на набавка на пелети, реновирање на домови и слично. Бидејќи на голема врата се веќе договорените предвремени парламентарни избори, а како во минатото, така и сега се забележува тренд некаде стихино, некаде отворена насилна партизација на ромското гласачко тело од поголемите неромски партии, а врз основа на методот на клиентелизам, наводно дека ќе им бидат задоволени сите приватни потреби од секоја област, апелираме не само до ромската заедница, туку и до останатите граѓани кои што се под прагот на сиромаштијата, да најдат начин да одолеат на притисоците и на мерките кои се доведуваат во заблуда, а во насока на задоволување на туѓите интереси, а не на себе својстените. И сега користиме приликата да известиме јавноста дека нашата партија на 1 декември ќе одржи централен одбор, на која што ќе донесеме повеќе одлуки, меѓу кои и за вземањето на ставот за понатамошното наше делување.